запознаеме подобро себе си, да дојдеме поблиску до себе, да се пронајдеме себе си со свесност за тоа дека тоа што го бараме се наоѓа длабоко во нас, потиснато од различни причини, различни основи низ годините. И сето мое трагање и размислување на овие теми ме доведе до прашањето дали ние се познаваме доволно себе си и зошто е важно да се познаваме себе си. Сите мои видеа се во насока на тоа подобро да се разбереме себе си, подобро да ги разбереме другите, за да можеме да воспоставиме подобар однос со себе, подобар однос со другите, да имаме поквалитетно живење, така што и ова прашање оди во таа насока за она што може да ни користи и служи нас, меѓутоа и во односите со другите, а се разбира да го подобри нашето секојдневие и нашето живење. За да се познаваме доволно себе си, неопходно е да го познаваме своето тело, своите чувства и своите мисли. Но исто така треба да ги слушаме, да умееме да ги контролираме, меѓутоа и да им угодуваме, односно да ги задоволуваме сопствените потреби врз основа на она што нашите емоции, нашите мисли и нашето тело ни го зборуваат. И независно по кој редослед и што може би во одреден период ни е побитно, сепак ние сме целина од сето тоа и треба добро да ја познаваме својата целина. Исто така треба да ги познаваме и нашите очекувања, и реалните, и нереалните, нашите желби, потреби, да бидам успешен, да бидам богат, да имам кариера, да имам едукација, да имам семејство, да имам пари, да имам простор и време за уживање или сето тоа заедно, што се разбира во одреден период можеме да го имаме, во одреден период ќе имаме дел од сето тоа, во одреден период ќе имаме нешто, а ќе го создаваме тоа другото кое што ни недостига. Понекогаш сето тоа ќе ни изгледа далечно и неостварливо, понекогаш дел од овие работи кои што ги споменав ќе ни изгледаат невозможни, меѓутоа низ животот постојано ќе бидеме подложни на промени во кои што нешто условно ќе имаме, друго ќе немаме, но сепак е битно да го задржиме својот мир и стабилност, независно што и да се случува од надвор. Дали сето ова е остварливо е исто така многу битно и тесно поврзано со нашите можности, со нашите вештини, со нашите капацитети да посветиме или да вложиме труд, време, внимание, да бараме начини да го научиме тоа што не го знаеме. Сето ова понекогаш може да биде едноставно, лесно, остварливо, понекогаш потешко, а понекогаш да не изгледа невозможно. И тоа понекогаш има врска со реалноста, а понекогаш има врска со нашите уверувања. Така што пожелно е да ги провериме сопствените уверувања, но и свесноста за нашите можности, за нашите капацитети, да вложиме труд, време, енергија во она што сакаме да го оствариме, но исто така и да стекнеме нови вештини, да бараме нови начини, да сме снаодливи, прилагодливи и едноставно да умееме да се носиме со се она што ќе ни се појави како предизвик во текот или во процесот на создавање на она што мислиме дека ни е потребно или во исполнувањето на нашите желби, задоволувањето на нашите потреби и се она што не прави задоволни, успешни и што ни носи некаков мир од надвор, но се разбира дека мирот, задоволството, радоста треба да ги бараме во себе, затоа што ако ги немаме во себе, не постои нешто што од надвор ќе може да го разбуди тоа во нас. Што и да се случува, ако ние не сме подготвени да го видиме, доживееме, почувствуваме тоа, тогаш ништо од надвор не може да направи да се чувствуваме подобро, порадосно и поуспешно, се додека ние не го видиме тоа со своји очи и се додека не се увериме во тоа. Во сето ова голема улога играат нашите потенцијали, нашите таленти, вештините кои што ги имаме, дисциплината која што сме стекнале низ животот, волјата да ги правиме работите, капацитетот за прилагодување, вложување на се што сме ние,
na jedan golem del od sebe si, da može da si gi ostvarime svojite želbi i za da gi zadovolime svojite potrebe. Da prihvatime su golema odgovornost se ona što je naša nezavršena rabota, se ona što ne sme napravile, se ona što ne zname kako da go napravime i da umeme da pobarame pomoć, da pobarame podrška, но се разбира да не ги игнорираме и надворешните влијанија, односно условите, обкружувањето, средината, семејството. Тие се многу битни како едно поле на можности, како едно поле на поддршка и не смееме тоа да го игнорираме, затоа што на тој начин ќе си ја префрламе одговорноста само на себе си и ќе се критикуваме, осудуваме и понекогаш може би ќе се разочараме од нашите неуспеси или неможност да си ги оствариме потребите и желбите, игнорирајќи колкаво влијание имале некои работи кои што се случувале од надвор или сме подпаднале под влијание на некои настани во нашето семејство, па сме одлучиле дека некои работи се поприоритетни или едноставно сме биле ранливи, слаби, со пониска самодоверба, што е апсолутно во ред и на сите ни се случува и сме дозволиле други да влијаат и може би да не премислат и пренасочат или понекогаш да влијаат на нашата мотивација. Во сето тоа е битно да бидеме свесни, да се познаваме доволно себе си и многумина од вас овде може да си кажат дека ја се познавам себе си, па како не се познавам себе си, особено луѓето кои се повозрасни. Па јас толку години работам на себе, па јас знам се за себе најдобро, па кој ме познава друг? Ако јас не се познавам доволно себе си, и сето тоа е така. Меѓутоа, да не забораваме дека многу често не се познаваме целосно или потиснуваме и забораваме некои наши особини, некои наши искуства, некои наши чувства со кои не се чувствуваме пријатно. И тоа е во ред, во одредени периоди, тоа ни е потребно да се заштитиме себе си. Меѓутоа, ако тоа ни стане начин на живот, ако тоа ни стане навика, тогаш во поголем дел од животот може да помине подолго време, а да не се осврнеме вистински кон себе, да не погледнеме длабоко во себе, да заборавиме некои делови од себе, делови од кои може би се срамиме, делови кои не ни се допаѓаат или периоди во кои што не сме биле доволно успешни, сме погрешили и така натаму. Сето тоа сме ние и сето тоа е целина. И ако ние не ги познаваме и не сме си дозволиле или не си дозволиме да ги почувствуваме и сите тие емоции, да ги видиме и сите тие ситуации, не можеме да се познаваме себе си во целина. А во одредени периоди потиснуваме некои делови во себе, смируваме некои улоги и повеќе посветуваме на некои други делови, на некои други улоги, затоа што тие ни се попотребни да преживееме, да се носиме со се што ни се случува, па може да се случи во некои делови од нас и во некои улоги воопшто да не вложуваме, а на тој начин се оддалечуваме од некои делови од себе си и потоа е потребно време да го видиме тоа, да се подсетиме, да ги препознаеме, да ги интегрираме повторно во себе, да ги преработиме, независно што и да ни е потребно. Се разбира дека во тој период, во тоа време, ние и се менуваме, ние постојано сме подложни на промена. И низ годините, ние се менуваме толку многу, иако може би не сме свесни за тоа секогаш. Меѓутоа, понекогаш доаѓаме во периоди или ситуации во животот, која ќе кажеме, не можам да се препознам себе си. Сум се променила, сум се претворила во нешто што не го препознавам. И тоа е апсолутно во ред. Понекогаш во животот сметаме дека некои работи, ситуации, луѓе се поприоритетни и некако потиснуваме нешто од себе си. И во име на тоа се менуваме, а не ни забележуваме дека сме се промениле и дека ни е потребно повторно да се запознаеме себе си. Јас имам кажано и верувам во девизата дека ние секогаш сме најдобра верзија од себе. Секогаш сме таа најдобра верзија која што можеме да бидеме во одреден период. Меѓутоа, таа верзија е подложна на промена и секоја верзија е потребно време за повторно да ја препознаеме и повторно да ја прифатиме. И понекогаш тоа може да представува на вистина предизвик, особено како што реков, ако подолг период не сме си обрнале внимание, не сме си посветиле време,
не сме поразговарале со себе си, а тоа на сите ни се случува. Па ако сме се довеле до некоја таква ситуација, тогаш ево ред и да побараме стручна помош и некој да ни даде поддршка за повторно да се запознаеме себе си, односно да ги откриеме оние делови кои сме ги сокрили од себе или да ги извадиме на површина потиснатите работи, затоа што и тие се дел од нас. Иако не го познаваме и тоа, ние не се познаваме себе си. Ние имаме и светла и темна страна, и позитивни и негативни искуства, и позитивни и негативни емоции, односно пријатни и непријатни, нашите искуства, фактите од дадени ситуации, кои што некогаш исто така не ги гледаме целосно, не ги гледаме реално, се многу битни и може да ни помогнат да се запознаеме повеќе себе си. Меѓутоа, и тоа не е едноставно и лесно. Понекогаш имаме потешкоти да го прифатиме сето тоа, или пак од одредени причини на луѓето во нашата околина сакаме да им се представиме подобри од колку што сме, поинакви од тоа што сме, затоа што се плашиме да не бидеме разбрани, да не бидеме прифатени, па додека така некако лажно, несвесно се представуваме или играме некои улоги или ставаме некои маски, што сите го правиме, меѓутоа ако тоа трае подолг период, може да доведе до тоа после извесен период и ние да почнеме да веруваме во тоа што фактички сакаме да го видат другите во нас. И во нивните очи ја гледаме таа слика за себе и со тек на времето забораваме кои сме ние во суштина. И во контекст со новото време, се она што се пласира на социјалните мрежи, на разноразни профили по Facebook, Instagram, ова што го прикажуваме на YouTube, не е секогаш и не е целосно, вистинско и реално. Затоа што понекогаш имаме потреба и ние да ги направиме работите подобри од колку што се да се прикажеме себе си подобри условно од тоа што сме, па дури ако одиме во крајност и поубави и помлади, и да прикажеме и да покажеме на светот дека животот ни е убав, лесен, едноставен и се состои од патување и пиење кафиња, а тоа не е секогаш така и понекогаш може дури и ние да поверуваме во тоа. Постојаната работа на себе со цел да се познавам колку што е можно подобро е многу битна за нас, за нашиот раст и развој, за да можеме да одиме понатаму, за да можеме да се носиме со разноразните животни ситуации, затоа што ако ни животот продолжиме да го градиме она што не сме ние, она што не е автентично, еден ден, кога тогаш од искуство ви зборувам и од искуство на луѓе кои ми се блиски и со кои сум работела професионално, сепак ќе дојде ден кога ќе треба да се погледнеме себе си, да видиме дека не се познаваме доволно или некогаш не се познаваме воопшто, да го поминеме сиот тој процес на повторно и повторно запознавање на себе си, што е пак многу битно за да можеме да се прифатиме себе си како целина, а тоа пак е многу битно за да можеме да ги прифатиме и подобро разбереме и другите, а тоа пак е битно за да имаме подобри односи со другите луѓе, да можеме повеќе да им дадеме, но и да примиме од нив и да градиме убави односи со луѓето, особено со оние со кои ни се битни. Нека остане како прашање за вас. Дали вие се познавате доволно себе си? Колку се познавате себе си? Зошто ви е важно да се познавате себе си? Или, ако во овој период тоа и не ви е најважно, сте решиле помалку да се бавите со себе и во ред вие, тоа е сепак ваш избор со кој се разбира вие ќе се носите. Меѓутоа, според мене е битно да се познаваме себе си и за да можеме да си ги ствариме желбите со ништата, да си ги задоволиме потребите на секојдневно ниво или животот општо и да воспоставуваме добри односи со другите луѓе и да бидеме успешни во она што ние сме го избрале и во она што ни е нам битно. И тоа е се за ова видео. Ви благодарам што сте го уклучиле. Погледнете и некои од другите видеа, доколку не сте го направиле тоа досега. Приклучете се и на каналот, стиснете subscribe, ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, а јас ви посакувам се најубаво до следното видео со некоја нова тема.